Неделно издание на вестите во 12:30. Добар ден, започнуваме веднаш по кратката најава. Нови поволности за успешна реализација на проектот Купи куќа за млади. Државата финансиски ќе ги поддржува општините во поглед на трошоците за комуналии. Далеководот Штип Врања го стабилизира преносниот систем и отвора можности за поголема размена на енергија со Србија. Владата вложи 50 милиони евра во нови електроенергетски објекти во државата. Министрите за вратишни работи на земјите членки на Европската унија в понеделник во Амстердам ќе ја разгледуваат можноста за суспензија на Шенгенскиот договор за период од 2 години. На вчерашниот состанок на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со повеќе ресорни министри и градоначалници од редовите на партијата на кој се разгледуваше проектот Купи куќа за млади, беше заклучено владата предводена од ВМРО ДПМН да ги покрива трошоците на општините за градба на водовод, канализација и пат за објектите градени во рамки на овој проект. Тоа ќе биде од голема помош на општините, секако и на корисниците на бенефитите на проектот наменет за млади брачни парови кои на овој начин го решаваат стамбеното прашање. Услов е апликантот да биде на возраст до 35 години, да нема свој недвижен имот, за поединец максималните месечни приходи треба да бидат помали од 900 евра, а горната граница за брачна двојка е помалку од 1300 евра. Онаму каде што некој ќе обезбеди 100 локации за куќи или повеќе, предлогот е владата да ги обезбеди следните подршки. Преку програмата за рурален развој да се покријат 100% од трошоците за овие три работи. Пристапен пат, канализација и водовод. Согласно тендерот за јавна набавка. Значи иде на лицитација, колку излегува толку од програмата за рурален развој. Второ, во нерурални општини и средини, значи во урбани, во места што се до 20.000 жители, сметаме дека тие се посиромашни. Поддршката да биде 90% од државата, 10% да ги обезбеди општината за овие три елементи: улица, канализација и водовод. За градови од 20 до 40.000 жители, поддршката да биде 80%, и над 40.000 жители градови, поддршката да биде 70%. Пример, Штип колко е? 50.000 жители. Поддршката 75% од државата, 25% од градот. Пуштен е во употреба новиот 400 киловолтен далековод во должина од 70 километри денес во трафостаницата Штип, што ги поврзува електропреносните системи на Република Македонија и Република Србија. На македонска територија овој далековод е еден од капиталните објекти, вреден на 11 милиони евра, кој е од големо стратешко значење затоа што ги поврзува електроенергетските системи на коридорот север-југ. Напуштањето во употреба на еден од најзначајните енергетски проекти беше и вице-премиерот Владимир Пешевски, кој истакна дека успешно е реализиран уште еден проект на владата на Република Македонија. Реализацијата на овој проект во енергетска, но и во практична смисла е од огромно значење за Република Македонија. Со овој проект значително се зголемува стабилност и доведливост на електроенергетскиот систем како во Македонија, така и на електроенергетските системи во регионот. Денес, сигурноста и стабилувањето на електроенергетскиот систем на Република Македонија се значително подобрени, имајќи го предвид и фактот што со изградбата нова интерконекција се отстранува ризикот од појава на несигурни режими и делумни расклади на системите во југоисточна Европа, на кои што сме биле сведоци во минатото. Зошто ја одбравме оваа локација? Зошто токму Штип? Ова електроенергетска постројка е најсилниот доказ и блескав резултат на посветеноста, значењето, челичната волја и решеноста на колективот на МЕРСО.
На ова место пред 7 години имаше ледина, пасиште, која при дождливо време се претвореше во калив глиф. Сега ова е најсветлата точка на нашата преносна мрежа, еден од најважните енергетски јазли во нашиот електропреносен систем. Точка во која македонскиот електропреносен систем директно се поврзува со систем операторите на Бугарија и на Србија, а индиректно преку Дуброво е поврзан и со грчкиот електропреносен систем. Ова место е гранитниот темел на која поставивме и ја градиме светлата и приоритетна електроенергетска иднина на Република Македонија, поврзана со електропреносните системи на соседните држави. И исто кој би таководил да се приликом ових радова користи се највиша светска техничка и технолошка. Сакам да истакнам дека при работата користени се највисоките техничко-технолошки стандарди и се исполнети најстрогите урбанистички и еколошки стандарди, кои не биле воопшто мали. Верувам дека сличните бенефиции ги имат и нашите македонски пријатели. Покрај се, би сакал да напоменам и да истакнам дека овој проект е значаен за еден поширок контекст, поради што ја добивме поддршката од ЕУ. Првенственото добивање на енергетски мост, односно обезбедување концепцијска врска меѓу преносните системи меѓу двете земји, која во секој поглед ги спојува и нашите два народи. Не смееме да го занемариме и значењето на телекомуникацијското поврзување по пат на OPGV кабли кои се вградени во нашите далеководи. Веза преку оптичкog система кој е уреден на овој далековод. Овој далековод ќе значи зголемена доверливост, подобрена стабилност и поголема можност за размена на електрична енергија меѓу системите на Македонија и Србија. Тоа ќе значи поголема грижа на монтерите, вклопничарите и погонските електричари, помирна работа за инженерите и за оперативните водители на македонскиот електропреносен систем оператор, потенцираше магистер Синиша Спасов, генералниот директор на МЕПСО, во своето обраќање пред присутните. Утро во Македонија се разбуди со поларни температури. Најниска температура во државата измерена е во Берово минус 21 степен, во Лазарополе и Маврово измерени се минус 17, Штип минус 11, Струмица, Куманово, Виница, Демир Капија минус 10 степени Целзиусови. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива без забрани и застои, по наместа влажни коловози. Поради ниските температури на повисоките планински и осојничави места можна е појава на голомразица. Автомотосојузот на Македонија препорачува исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и планирање на патувањето според временските услови. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, особено на патните правци Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Гостивар, Крак Маврово, Стража, Демир Капија Удово и Виница Берово, каде е можна почеста појава на одрони. Од почетокот на годината започна обновата на документите за користење на правата од областа на детската заштита. Од центрите за социјални работи во Кочани и Виница ги потсетуваат корисниците дека до крајот на март треба да поднесат барање за продолжување на право за посебен детски родителски додаток за трето и четврто дете. Во Центарот за социјални работи во Кочани обврската веќе ја завршиле 2/3 од лицата што треба да поднесат документи. За посебен додаток од Кочани документи треба да обноват 160 лица, за детски 300, за родителски додаток за трето дете 320 и за четврто 8 лица. Во Виничкиот центар за социјални работи документи за родителски додаток треба да поднесат 154 корисници, од кои 88 се од македонска, 53 од ромска, 11 од турска и 2 лица од влашка националност. За посебен додаток треба да поднесат 79 корисници, од кои 48 се од македонска и 31 лице од ромска националност. Во центрите за социјални работи корисниците треба да подигнат формулари и истите да ги пополнат. За детски додаток на УВИ треба да се достави лична карта и потврда за приходи од работен однос или друг вид на приходи. За посебен додаток на УВИ треба да се достави лична карта, а за родителски додаток, освен лична карта, потребна е и фотокопија на детската здравствена книжка и трансакцијска сметка.
Со заминувањето на јануарските празници заминаа и последните туристи од Берово, кои овие 20 дена по нова година го направија Берово вистинско туристичко место. Затоа придонесе и последниот снежен бран, заради кој што голем број на туристи од Централна и Јужна Македонија ги посетија Малешевските планини и туристичката населба Беровско езеро. Најмногу задоволни беа туристичките работници, собствениците на хотели и вили, како во градот Берово, така и во населбата Беровско езеро, кои велат дека особено за време на новогодишните и божикните празници, нивните сместувачки капацитети биле преполни со гости. Имаше доста посетеност во Берово, во населбата посебно Беровско езеро и пошироко, но посебно Беровско езеро имаше доста посетеност. Задоволни сме, имаше туристи кои што си им поминаат добро и кажуваат на други и не рекламираат. Тоа е најголема реклама во Берово, што гостите задоволни кога си идат, ни најдобра реклама и ние сме задоволни. Посебно имаме туристи, македонски туристи, претежно Скопје, Штип, Кавадарци, така Струмица. Квалитетната понуда, можностите за целодневни прошетки низ шумските предели на овој преубав крај, одличните услови што ги нудат најпознатите репрезенти на туризмот, пред се Аурора како ресорт и спа центар и хотелот Манастир, уреден во национален малешевски стил, ги привлекуваат туристите да дојдат на зимски одмор и рекреација, барем на еден викенд, а неретко и на подолг престој. Имаше ли туристи сега за празниците? Па имаше туристи. Каде најмногу одат? Кои се најатрактивни? Па одат у Арора, у Манастир. Тие места. Да, има многу туристи, познам по тоа што ме прашуваат стално кога ќе застанат овде, за нагоре одат на кај браната. Значи таму е Аурора и овој хотел тука што ни е Манастир. Но таму одат, има многу туристи од Скопје идат. Па најатрактивни места се овој хотел Манастир, Аурора, горе езерото и горе има уште две големи комплекси таму. Инаку најубавиот снежен град деновиве во Македонија е Берово со 20 сантиметри снег, кој поради ниските температури се задржа скоро цела недела. Повеќе од 70.000 луѓе во Соединетите Американски држави останаа без електрична енергија поради снежното невреме, кое зафати неколку источни реони во земјата. Прекина струја главно има во Северна и Јужна Каролина, Кентаки и Западна Вирџинија. Невремето предизвика и голем број сообраќајни несреќи и километарски колони на патиштата во Вирџинија, Северна Каролина, Кентаки, Тенеси и Арканзас. Во несреќите загинаа 10 лица. Бурата Джонас се очекува денес и утре да ги зафати главно државите на источното крајбрежје. Вонредна ситуација поради лошите временски услови воведоа гувернерите на државите Вашингтон, Мериленд, Пенсилванија, Џорџија и Кентаки. Како последица на снежното невреме, вчера и денес авиокомпаниите откажаа над 6.000 летови од и кон аеродромите во источниот дел од земјата. Над половина од откажаните летови се од аеродромите во Филаделфија, Вашингтон, Њујорк, Шарлот и Ралеј. Министрите за внатрешни работи на земјите членки на Европската Унија на средба в понеделник во Амстердам ќе разгледуваат можноста за суспензија на одредбите од Шенгенскиот договор за период од 2 години, јави хрватската агенција ХИНА. Во седиштето на Европската Унија се размислува за можноста за воведување контроли на границите меѓу државите на Европската Унија кои се членки на Шенген зоната. Ваквата најава од Брисел доаѓа откако 6 земји членки на Шенген зоната воведоа времена контрола на нивните граници како мерка за справување со приливот на бегалци и економски имигранти. Согласно одредбите од Шенгенскиот договор, земјите потписнички може да воведат контроли на границите во случај на безбедносни закани или вонредни ситуации во период од најмногу 3 месеци со можност за нивно продолжување. Идејата за 2 годишна суспензија на Шенгенскиот договор според дипломатски извори потекнува од Германија, која смета дека има бројни недостатоци во контролата на надворешните граници на Европската Унија, што е и причина за енормниот бегалски наплив.
На рейтингот на конкурентност презентиран на Светскиот економски форум во Давос, на кој се најдоа 140 држави, првите 3 места се за Швајцарија, Сингапур и Соединетите Американски држави, додека последното е за Гвинеа. Високо на листата котираат и Германија, Холандија, Јапонија, Хонг-Конг и Финска. На последните места се Мавританија, Чад и Гвинеа, пренесува руската информативна агенција Новости. Русија на оваа листа се најде на 45-тото место. После поразот од Хрватска, селекторот на македонската ракометна репрезентација Ивица Обрван на средба со новинарите изјави дека заморот е единствената причина за падот и лошото издание на мечот со Хрватска и дека во репрезентацијата нема никакви проблеми. По истрпувачките 4 меча за 8 дена, ракометарите до понеделник се слободни и имаат доволно време да се опорават и да се вратат во посакуваниот ритам за двата наредни надпревари на 25 јануари против Норвешка и 2 дена подоцна на 27 јануари против Белорусија. Бидете со нас и во дневникот во 16:30. До тогаш останете во добро расположение и имајте пријатен ден.